500 ковид случаи за 2 недели, а само вчера 50 ученици позитивни на вирусот. Министерката за образование Царовска не располага со конкретни бројки колку ученици и наставници се во изолација, но тврди дека во училиштата нема трансмисија на вирусот. Министерството за образование и наука не издава решенија за изолација. Токму затоа јас како министер за образование не можам да комуницирам бројка на изолирани. До сега јас од епидемиолошката служба не сум известена за локална трансмисија. Тетово и гостиварки учат онлайн до 20 септември поради влошување на ковид состојбата. За докторите неопходна е анализа дали е безбедно во пресрет на зимските денови да се продолжи со настава со физичко присуство. Верувам дека многу повеќе податоци ќе имаме, односно многу повеќе можности за анализа на состојбата во периодот кој што ни следи, особено при крајот на месец септември, кога ќе имаме малку поголема сума на податоци со која што ќе можеме да оперираме за да видиме дали е тоа како процес безбедно за да се одвива и во периодот кој што ќе следи, особено поради тоа што знаеме дека доаѓаат поладните есенски месеци, кога ќе биде многу потешко да се контролира трансмисијата на вирусот во затворени простори. Со растот на ковид позитивните во школите, реакција и од меѓаш и народниот правобранител. Сметаат дека институциите несоодветно ја организираат наставата. Повеќе часовно седење со маска, недоволна хигиена во училишните тоалети, немање растојание меѓу учениците, неможност да се контролира нивното однесување надвор од училниците, се само дел од нивните забелешки. Од меѓаши предлагаат скратени часови и настава на отворено со цел да се намали ризикот од ширење на вирусот, но и да се избегнат други здравствени проблеми од долгото носење маски, како за децата, така и за наставниците. Кога е топло со училишните столчиња или било што нешто се импровизира настава во природа, а кога е посвежо малку, се уште не е толку проблематично времето, може да стават и тенди во училишните дворови. Во моментот кога ќе залади и кога ќе биде проблематично, ако и епидемиолошката состојба се вложи, тогаш не ни бега од можноста да имаме далечинско учење. Министерката денеска даде изјава и мислам дека треба да ја прашате уште еднаш дали таа изјава што ја даде е веродостојна, точна. Значи, многу е важно родителот да има точната информација. Предлогот на меѓаши да се воведе задолжително бесплатно тестирање во училиштата за да се спречи неконтролираното ширење на вирусот представува добра идеја и според докторите. Доколку тестирањето на учениците се прави со тие брзи тестови на во период помеѓу 3 и 5 дена, нешто што е искуство од Велика Британија, ако го преземе како такво, би можело навистина да даде еден повеќе слоен систем на заштита. Инаку МОН има на располагање уште 2 модела за одржување на наставата, комбинирана и целосно онлайн настава. Миријана Јовеска, Сител телевизија.